Одењето на доктор најчесто е стресно, но кога е во прашање клиничкиот центар во Скопје, други околности се чинат уште постресни. Ако треба да одите до некоја од клиниките до 14 часот, паркинг може да барате и до 1 час, а буквално исто толку време да чекате и за излез од него. Слободно паркинг место секако нема. Се бара сантиметар повеќе во жардиниерите, на тротоарите или пак на лентите за лицата со попреченост. Понекогаш се случува да заглави амбулантно возило. А заглавивме и ние, половина час во место. Нам ни беше полесно бидејќи бевме дојдени да го тестираме паркирањето во клиничкиот центар Мајка Тереза. За некои од другите посетители, ситуацијата е од животно значење, особено за пациенти што доаѓаат од цела Македонија на лекување во главниот град. Господине, колку време барате паркинг? Па 2 сати и нешто. 2 сати се вртите тука? Да, да. Ме нервира ова? А што ќе правиме? Пола час чекам да влезам. Да, и уште пола ќе чекате да паркирате. Дали ќе најдам, пошто неколку пати можам и да излезам. И тоа ми се случувало. А болница не сте брзаме. Нервира, како не нервира. Колку Еден време саат чека? стоам горе, но. Еден саат. чекате да паркирате. Од улица на однам, од булеварот. Толку е. Треба поише влезови да се пуштат тука, на паркинг. И повеќе паркинг места. Поише паркинг места, на гаража тука да стават, таман ќе биде. Кој не го нервира тоа? Ма што ги правиш? Тоа сме научени да чекаме полека и... Ми се чини може да имаме и во Битола или прилеп негде на ваква болница да се направи за тој дел таму. Со децении, различни министри за здравство од различни политички гарнитури зборуваа за катни гаражи. Никој не ги изгради. Низ годините се изработи и физибилити студија која анализираше дали има бизнис логика катните гаражи да ги изгради приватен инвеститор, кој потоа и ќе управува со паркингот. Во дослуг со владата, оваа варијанта се обиде на дело да ја спроведе Арбен Таравари од позиција на министер за здравство. Да имавме буџет, ја се согласувам дека најдобро би било сами да изградиме. Меѓутоа, често не се случува да земаме кредити за изградба на болници, за изградба на здравствени објекти, училишта, патишта, за жал. Најдобро би било за ништо да не земаме кредити, се да изградиме сами. 360 степени објави детали од физибилити студијата, која јасно укажува дека станува збор за вносен бизнис уште пред да се избере концесионер. А откако се избра компанијата Ѓока Construction од Албанија и условите станаа официјални, јавниот притисок придонесе да се поништи целата постапка. Во последните денови од минатата година пак, решение најави актуелниот министер за здравство Азир Алиу. Рече дека паркингот конечно ќе се впише на име на Република Северна Македонија, со што ќе се отстрани пречката за потпишување на договор со јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Првата половина од 2026 веќе да имаме најдобар паркинг инфраструктура во државата, значи потполно смарт паркинг, исто така и катна гаража, која што ќе ги има сите потребни елементи на комуникација со колата, со јузерот. И покрај изјавите на министерот, паркингот нема да го гради владата, туку локалната власт. Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, вели дека самиот ја побарал обврската од министерството и од владата за наместо паркингот да оди кај концесионер, како што беше предвидено во минатото, со него да продолжи да раководи јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Во минатото, знаете, имаше од еден екс-министер обиди да приватен собственик стопанисува, но знаете, кога имате приватен собственик во целиот процес, не можете вие да влијаете на цената, туку тој ќе ги диктира цените, а не секогаш цените кореспондираат со имотната состојба и можностите на нашите граѓани. А знаеме ние дека во клинички центар никој не оди за добро. Така што на состаноците заклучок беше донесен да ете ни се даде можност на нас како градско предпријатие, градски паркинг, но инвеститор ќе биде градот Скопје во целиот процес. Ѓоргиевски во понеделникот имаше средба со министерот за здравство Азир Алиу и стручен тим. Разговарале за изградба на 2 катни гаражи. Локациите се истите како и во физибилити студијата за приватен инвеститор. Едната е кај сегашниот паркинг до зградата на клиниката за гинекологија и акушерство.
Се знае само дека ќе биде монтажна и на еден кат, но градската власт не знаеше да ни каже на колкава површина ќе биде и колку нови паркинг места ќе отвори. Другата локација е кај сегашниот голем паркинг до Хелиодромот. И таму ќе се гради еден кат, но и за таму од градот не знаат колку квадратни метри ќе се додадат и колку паркинг места. И покрај тоа, град Скопје тврди, на сегашните 1007 паркинг места во клиничкиот центар Мајка Тереза ќе се изградат 500 нови, што значи зголемување на капацитетот за околу 50%. Катните гаражи ќе бидат монтажни, па го прашавме Ѓоргиевски кога ќе започне нивното поставување. На почетокот на март месец, до тогаш треба да ни биде спремна документацијата, проектна, поврзана со паркиралиштата. Во март месец ќе правиме ребаланс на буџетот на градот Скопје и ќе бидат предвидени средства за двете монтажни гаражи со 500 најмалку паркиралишта во рамки на клиничкиот центар. Веднаш по поминувањето на ребаланс на буџетот ќе се направи измена во планот на јавни набавки и верувам дека некаде до нека биде најдоцна до јуни месец, ако сме целосно спремни со документацијата проектна, верувам дека ќе бидеме, ќе започнеме со реализација на истово. Знам дека долги години се ветува од многу власти. Знам дека и кај дел од граѓаните има и оправдано одредена доза на недоверба, но ги уверувам нашите сограѓани дека јас ќе бидам градоначалникот кој што ќе го реши хаосот на клинички центар. Ѓоргиевски уверува дека цените за паркинг ќе останат исти, како и олеснувањата за одредени пациенти со потешка дијагноза, што е случај и сега. Иако не е во надлежност на градот, градоначалникот вели дека во договор со Министерството за здравство не само паркинзите, туку и партерното уредување и реквизитите на улиците во клиничкиот центар ќе бидат преземени од градските предпријатија. Колку ќе чини изградбата, градоначалникот вели за сега не е познато, но уверува Ѓоргиевски, целата постапка ќе биде транспарентна. Ќе треба сериозни компании да се јават за истото, земејќи во предвид дека тие паркиралишта ги користат наши сограѓани, треба да бидат најдобро изработени што е можно по сите стандарди и со најдобар квалитет, така што верувам дека има македонски компании кои што можат да го изведат тоа. Според една од верзиите на физибилити студијата до кој дојде 360 степени, во опција тогаш биле две сценарија. Првото предвидува изградба на 3 катни гаражи со по 2 ката, чија проценета цена е 11,7 милиони евра. Второто сценарио предвидува изградба на 2 гаражи со по 2 ката, а вредноста на инвестицијата е околу 5,2 милиони евра. Врз основа на тие проценки, а имајќи предвид дека градската власт сега зборува за 2 гаражи, но со по 1 кат, може само да се претпостави дека инвестицијата би требало да чини значително помалку од 5 милиони евра. Намалената катност ќе ја намали потребната сума за изградба, но и бројот на нови паркинг места кои ќе се добијат со катни гаражи. Надлежните уверуваат, ќе бидат доволно за да се реши хаосот на клинички, барем во делот на паркирањето.